Почитувани борци, продолжувачи на борчката традиција. Почитувана делегација од локалната самоуправа Штип, предводена од градоначалникот Иван Јорданов. Делегација од Советот на советници Штип. Поздрав до републичките пратеници, присутен е само Душко Иванов. Делегација од касарната Јане Сандански Штип, предводена од командантот Зоран Сумрачки. Делегација од секторот за внатрешни работи, предводена од Баже Милев, помошник началник. Делегација од бранителите. Делегација од Универзитетот Гоце Делчев. Делегација од средното и основното образование. Делегација од културни домаќо Шопов, библиотека Гоце Делчев, детска градинка, музеј. Делегација политички партии, ВМРО ДПМН, СДСМ, Левица, ЗНАП, Социјалистичка партија на Македонија, подршка единица Штип, делегација од медиумите, ТВ Старт, ТВ Емне, Сдружение Милка Динова, делегација Дружение на пензионери Штип, како и поздрав до сите присутни. Почитувани граѓани, драги борци, другарки и другари, дами и господа. Денешниот ден на чествување овде пред алејата на народните херои е во знак на одбележувањето на 81 година од денот на победата на фашизмот. Епохален настан од народно-ослободителна и антифашистичка војна на Македонија, круна и славен епилог на 4-годишните борби од 1941 до 1945 година против фашистичките окупатори и агресори. Овој ден има своја немерлива историска димензија и вредност и во светски размери, бидејќи на 9 мај 1945 година триумфално и со блескава победа заврши победоносен од и пат на ослободителната борба на силите на антихитлерската коалиција и алијанса. Тоа значеше и дефинитивен крах и дебакал на поробувачката и окупаторска политика на фашистичките сили. 9 мај 1945 година е грандиозен настан, епохален ден со кој се потврди победата на коалицијата над мрачните и брутални апокалиптички сили на германскиот рај со неговите сателити Италија и Јапонија и фашистичките подржувачи Шпанија, Бугарија, Унгарија, Романија. Во тие судбоносни денови на повикот на Комунистичка партија на Југославија и на Комунистичка партија на Македонија, македонскиот народ се определи за борба и тргна по патот на остварувањето на својот вековен стремеж за потполно национално и социјално ослободење. Со пушка в рака тргна против фашизмот кон исполнувањето на желбите за слобода. Чествувајќи го овој момент, 9 мај, денот на победата над фашизмот, нормално е да се присетиме на триумфалниот пат кон победата на нашата славна македонска народно-ослободителна војска. Нашата војска од 1941 до 1945 година помина славни борбени патишта и епохални битки во кои постојано му нанесуваше тешки материјални и информацијски загуби на германскиот и бугарскиот фашистички окупатор. Со надчовечки напори и врвен бор и слободовен морал ги премости тешкотиите и искушенијата на славниот февралски поход, мајската офанзива, завршените операции за ослободувањето на земјата, како и маките и голготите на Караорман, Слава и планина, Козе, Шара, Мавро, Скопска Црна Гора, Кајмакран, Пачковица, Чуј, Петел и секаде каде се водеа тешки и безпоштедни битки со многу жртви против фашистичкиот окупатор, кој и бројно и технички беше посупериорен од нашата војска. Македонската народно-ослободителна војска со успех се спротивстава и на славната германска армија на која при незиното повлекување во 1945 година им нанесе тешки загуби со тоа што изврли од борба над 60.000 војници и зароби околу 35.000 германски војници. Германскиот генерал Лер, командант на оваа единица, изјави:
во борбите со армијата ги водеше во Македонија на Беласица, Плачковица, низ Брегалничката котлина и Вардарската долина, во правецот Косово, Хрватска, Словенија, влегувавме од пораз во пораз. Со ова беше попречен патот на избивањето на фашистичките трупи кон Белград. Со пробиот на Српскиот фронт конечно беше зададен и последниот удар на окупатор. Во составот на тогашните југословенски сили беше вклучен и 15-тиот корпус од Македонија. Во тие битки рамо до рамо со македонецот се водеа и србенот, црногорецот, влавот, турчинот, албанец, ромот. Сите сплотени воедно беа непобедени. Денес, преточувајќи го времето на сопствената историја и анализирајќи ги придобивките од Народно-ослободителна војна на Македонија, констатираме дека темелите на нашата суверена и самостојна македонска држава се поставени на тлото натопена со крвта на паднатите борци. Бурната историја на нашиот народ и неговата долготрајна ослободителна борба недвосмислено укажува дека 9 мај 1945 година не е чин што сам по себе дојде, се наметна и постигна, дека не е плод на туги настојувања, желби или пак помош. Македонскиот народ самиот се определи на страната на прогресивните сили и даде свој придонес во севкупната победа над фашизмот. Но овој ден се остави вековниот сон на нашиот народ да се биде свој на своето, во своја суверена и независна држава. Се создаде Република Македонија како заедничка татковина на сите кои живеат на нејзината територија. Никогаш не смееме да забораваме дека на овој ден беше дотолчен фашистичкиот агресор и неговата идеологија. Фашистичкиот врв и покрај се беше принуден да ја признае и потпише срамната капитулација, што значеше дефективна победа над фашизмот, крај на Втората светска војна. Горди сме што градот Штип и Штипско имаат голем принос во оваа епохална победа, за која над 860 борци и жртви на фашистичкиот терор ги дадоа своите животи. Кога сме тука, не можеме да се присетиме на нашите народни херои. Ванчо Прке, Славчо Стоменски, Любчо Арцов, генералот Михајло Апостолски, која прв поведе македонската војска, каде се вода фронтално-герилски борби. Секогаш ќе се сеќаваме на сите нив и нивните херојски дела. Затоа, да ја цениме и негуваме слободата и Македонија, да ја градиме како слободна и независна држава на сите нејзини граѓани, без разлика на нивната национална и верска припад. Никогаш веќе да не ја делиме ова наша напатена земја. Само со една напомена. За време на Втората светска војна во светот имат загинало над 50 милиона борци, меѓу кои цивили. Половината од тоа се во Европа. Македонската народна ослободителна војска од 1941 до 1945 година даде преку 25.000 млади животи. Тие 25.000 никогаш да не се заборат оживите борци од продолжувачот на борчките традиции и од граѓаните на Република Македонија. Но не треба да се заборат и оние кои преживеа војната, а починаа показно зашто тие ја создадоа државата со име Република Македонија. Тие за прв пат после војната отворија школи на свој мајчин македонски јазик, отворија своја граматика на свој мајчин јазик, отворија универзитет, обновија нови школи, создадоа кадар да предава на чист македонски јазик. 9 мај треба да послужи и како потсетник дека фашизмот во Европа и во светот никогаш не е вистински искоренет и никогаш не е поразен, и дека против него треба да се бориме и денеска секојдневно,
бидејќи антифашизмот, равноправност и почитно меѓу луѓето, без оглед на вера, нација, пол и расот, се цивилизацијски текови и вредности кои треба и морат да се почитуваат и негуваат. Нека им е вечна и слава на сите борци кои го положија својот живот за победата на фашизмот. Предлагам со едноминуто може да направиме почет. Слава им и благодарност. Најпрво сега полага локалната самоуправа да го направи. Советот на советници, Штипчко. Шкопетар. Републичките пратеници. Борците. Секторот за натешни работи. Бранители. Политички партии. Номерот дефнаване. Седи. Левица. Хајде се. Знам. Социјалистичка партија на Македонија. Хајде, Социјалистичка партија на Македонија. Движение Милка Видова Ивани. СПМ, хајде. Движение на пензионери.